Добар ден, почитувани! Ова е почетокот на најновото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Наместо да се радуваат на здравиот и безгрижен детски бебешки плач кој декнува во домот, родителите на предвремено родените бебиња најмногу се грижат дали нивното бебе ќе ги стигне со развој своите врсници. И покрај бројните проблеми на самиот почеток, сепак повеќето предвремено родени бебиња ќе израснат во здрави деца, а родителите може да им помогнат на тој пат. На оваа тема денеска ќе зборуваме со примариус доктор Лилјана Којич, од специјалист по педиатрија, секако од ПЗУ. Доктор Којич, добре ни дојдовте. Добре најдов. Месец ноември е период кога се одбележува предвремено родените бебиња и сега може да почнеме од тоа како изгледа предвремено роденото бебе. Недоносеното. Прво нешто што сакам да кажам е што е предтерминско бебе. Секое она бебе кој е породено пред 37-та недела на бременоста е предтерминско бебе. Меѓутоа, како изгледа, зависи многу од тоа колку е недоносено. Ова е една голема и хетерогена група на бебиња. Значи, не е сеедно дали сте родени во 35-та недела, само 2 недели пред термин, или сте родени во 27-та недела. Тоа бебенце кое што е родено во 35-та недела ќе наликува по многу нешта на терминско бебенце. Има известни одлики на незрелост, меѓутоа главно сите негови особини ќе бидат слични на оние на терминското бебе. Од друга страна, бебе од 27 гестацијски недели, ја мислам дека им треба подготовка на родителите за она што ќе го видат. Неретко првиот контакт на овие бебиња со родителите е прилично вознемирувачки, затоа што се вознемирени од тоа кога ќе видат колку е малечко тоа бебенце, колку е кревко, и како е поврзано со разни цевчиња. Овие бебиња обично се лекуваат во интензивните единици во болниците. На него има многу жички, тоа е нешто што ги вознемирува родителите. Исто така, она што паѓа во очи е дека бебето нема масно ткиво, и поради тоа главата изгледа доста голема во однос на телцето. Кожата му изгледа розеникаво и прозирно, тоа е пак ради недостиг на масното ткиво, бидејќи кај овие бебенца кои се многу незрели, да кажеме 27, 28, 26 недела, 30 гестацијска недела, 30 недела од бременоста, фалат оние последни недели каде што бебето се пополнува со масно ткиво. Тоа е нешто што ќе помине. Не е состојба, нема бебето да остане такво. Тоа е тоа што сакам да кажам, дека и ако се непријатно изненадени, дека тоа е состојба која ќе се надминува, дека они полека ќе се адаптираат на изгледот на бебето и тој ќе се менува. Така, дали како педијатар во тие моменти треба да бидете и психолог па да им помогнете и на родителите кои што се шокирани од гледката? Да, секако и крајно вознемирени. Да, секако. Мислам дека тие први контакти со родителите по некој пат и ние, јас велам ние, затоа што ја доскоро работев таму. На детската клиника. Работев на детската клиника и на клиниката за гинекологија и акушерство. Со тие бебиња сме биле превише фокусирани на тоа да го преживееме бебево. Помалку сме внимавале на родителите. Сега, кога сум од оваа страна, сваќам колку луѓето се всушност многу вознемирани околу исполнети се со надежи, со стравови и дека треба да им се помогне и на нив да се справат полесно со сите предизвици кои ги носи прематуритетот. Од што зависи колку време бебето ќе помине во болница, кога ќе може да ја напушти, да си појде во домот со родителите? Зависи од многу фактори, најпрвин од зрелоста, како што реков, едно бебенце од 35 недели ќе помине во болница од прилика 10 на дена до 2 недели, додека она бебенце кое е 28 недела може да се случи да помине повеќе недели, па и месеци во болница. Тоа е грубо. Меѓутоа има и други фактори, да кажеме дали имало инфекција, немало инфекција. Просто некако нема правила, секое бебе е индивидуално, меѓутоа ќе оди дома тогаш кога ќе биде способна да ја одржи својата телесна температура, способно да дише само, да се храни само, мислам да цица и да го хранат родителите кога ќе се развие тој рефлекс за цицање. Тоа се отприлика тие неколку одлучувачки фактори. А точно ли дека мајчиниот глас го стимулира бебето во тие моменти? Да, меѓутоа тоа мора да биде нежен глас.
За разлика од терминските бебиња и овие кои што се near term, близу термински бебиња, на малите недоносени бебиња кои што се под 32-та недела на бременоста родени, не им треба многу галама, не им треба стимулација. Лекарите дошле низ истражување до заклучоци дека тоа што им треба е нешто што симулира средина онаква каква што би имале во матката. Значи тоа треба да бидат придушени светла, придушени звуци и нежни гласови. Секако дека и гласот и допирот на мајката се многу важни. Може би не галење и масажа како кај терминско бебе, али допир со прсте, да најпрвин да го држи прстето, а потоа во прва прилика кога ќе може да се направи кенгурирање. За претерминските бебиња, дали мајчиното млеко е доволно добро и дали ги задоволува сите нутритивни потреби на бебенцата? Мајчиното млеко е најдобро млеко за сите бебиња, па и за недоносените. Не само поради нутритивниот аспект, туку и поради имунолошкиот аспект, а посебно и поради психолошкиот аспект, затоа што преку доењето се остварува врската меѓу бебето и мајката. Сега, она што е малку проблематично кај овие деца е како тоа да се даде. Затоа што они најчесто имаат прво немаат сила да цицаат. Ќе повлече дури и такво едно 35 неделно бебе или 36-та недела, која е силно и која има близу 3 килограми, ќе повлече 2-3 пати па ќе се измори. Не е како бебе од 3,5 кила, 4. Так. Брзо се изморуваат, меѓутоа има нешто што е попитно, а тоа е имаат незрел рефлекс на цицање, незрел рефлекс на голтање или ако ги имаат двата рефлекси, не се добро координирани. Помалите бебиња под 32 недела тешко ќе цицаат, така да ќе мораме да прибегнеме на други стратегиски маневри како да му го дадеме тоа измолзено мајчино млеко. Така, значи препорачува мајките да се измолзуваат во тој период за да стимулираат лактацијата и да имаат млеко кога нивното бебе ќе биде всушност во можност да цица, односно да кај него ќе биде развиен рефлексот за цицање. Секако. Кенгурирањето дали помага да се воспостави процесот на доење? Да ви кажам, кенгурирањето, ја кога прв пат слушнав за кенгурирањето, тоа беше пред повеќе години, сум била и скептик, искрено да ви кажам, меѓутоа на гинеколошка акушерската клиника има прилика да видам. Навистина е благотворно. Ајде да објасниме што е кенгурирање. Дали тоа е контакт кожа на кожа истовремено? Така е. Бебето се поставува на градниот кош на мајката, тоа е тогаш во првиот момент кога бебето е стабилно медицински и кога неговата состојба тоа ќе го дозволи, пожелно би било. Во меѓувреме, значи, родителот остварува контакти и мајката и таткото, допирите на нивните допири му годат на бебенцето. Само треба да се многу нежни, мора да тоа биде со хируршки измиени раце и можете да му го дадете прстето, да дозволите да ве држи за прст, да лесно да му ги масирате стапалцата, тоа е отприлика, тоа е додека е тешко. Додека е вржано на машина за дишење или додека му треба кислород, подоцна може да се држи и во раце, а кенгурирањето во прва прилика кога може, значи кога е потполно стабилно, кога може да се извади од инкубатор, се препорачува да се стави на градниот кош кај мајката и да оствари контакт кожа на кожа. Тоа делува благотворно и на бебето и на мајката. Значи, неверојатно е смирувачки, гласот на мајката кој смирува бебето, треба да е тивок, нежен. Такво бебе подобро напредува, подобро се храни. Тоа се бенефитите од тој контакт. Споменавте дека предвременото родено бебе кога ќе се обиде да цица многу брзо се изморува. Колку често тоа ги демотивира мајките да продолжат на патот кој што ќе ја реализира лактацијата и процесот на доање? Па ова што сакам да ви го кажем е дека тоа се случува и кај терминските бебиња. Страшно е фрустрирачко кога најчесто тие први подои се неуспешни. Мајките се страшно вознемирени од таа работа, меѓутоа пак кај овие мајки кои што имаат претермински бебиња, постои нешто што мене лично ме фасцинирало, а тоа е неверојатна мотивација да се одржи лактацијата. Тоа тешко, многу тешко е да се изведе до крај, затоа што најголемиот стимулус за лактација е практички цицањето на бебето. Не постои пумпа, ниту рака која може да измолзе
и да ја испразни градата Како бебето што би како можело бебето да ја што може. испразни. Меѓутоа, кај овие жени, а ја работев долго време со вакви бебиња и имав контакти со нивните родители, значи во скоро 100% е детерминацијата на мајката да се обиде да ја одржи лактацијата. Практички да нема ни потреба да ја убедуваме, она сама е исклучително мотивирана. Така, има групи на Facebook за поддршка на доењето, македонски групи во кои што се вклучени мајки на предвремено родени бебиња и таму всушност може да се види нивната посветеност, секојдневно се измолзуваат, бараат пумпи рачни, електрични и потоа успеваат да ги дојат нивните бебиња кога ќе излезат од болница, за разлика од некои мајки на термински родени бебиња кои што, како што споменавте, знаат да се демотивираат во тој процес и да преминат на адаптирана формула. Се исплашат дека нема доволно млеко, па да почнат дохрана и така. Како да знаат мајките всушност дали нивното бебе прима доволно млеко? Еве сега ова е една информација која што подеднакво важна и за мајките што имаат терминско родено и предвремено родено бебе. Мајката прво се тоа ќе го провери и матичниот лекар. Ќе провери дали е градата доволно млечна. Ако потоа ќе се постави бебето на градата, она осеќа кога чувствува сензација кога ќе истица бебето. Празнењето на градата мајката го чувствува. Не знам како да го опишам тоа, меѓутоа секоја мајка чувствува кога градата е испразната и дали бебето е добро најадено. Сега има неколку пристапи во некои времиња кога јас сум учела, се додаваше превриена за шекерена вода, сега може со формула. Да се проба, да му се додаде на лажичка или измолзено млеко, да му се додаде на лажичка, ако го пие радо. Значи, бебе не можете да натерате да јаде ако не сака да јаде. Ако не е заинтересирано да цица, оно едноставно ќе сврти својата глава тогаш кога е сито. И од града и од цуцла нема да можете да го натерате. Оно може да задржи да се игра со градата, али нема да цица, ако е сито. Да им дадеме простори на гледачите да постават нивни прашања, доколку имаат некои дилеми поврзани со негата на предвремено родените бебиња, може да се вклучат во програма на телефонскиот број 3076 677, добро познатиот број на телевизија Телма. Слободно јавите се. Денешен гостин во студиото ни е примариус доктор Лиљана Којич, специјалист по педиатрија. Каква треба да биде негата на предвремено роденото бебе кога родителите ќе го земат од болница и ќе стигнат во домот? Па тука има малку разлики. И тоа е она на кое што ја мислам дека треба да ги подготвиме родителите. И да кажеме, доколку едно терминско дете е спремно да дојде на овој свет и да се запознае со него, му треба стимулација. Кај овие бебенца, посебно кај оние кои се родени многу пред термин, треба токму спротивно. Треба да е во тивка атмосфера, со придушени звуци, со придушени светла. Треба да му се овозможи да спие колку што год може повеќе, бидејќи во тек на спиењето, оно не троши енергија и расте побрзо. Не треба да го будиме, освен за хранење. И ако едно терминско бебе, да кажеме, на мајката и кажуваме во ретје, слободно доење, дои го тогаш кога ќе посака, кај ова бебе хранењето треба да е во одредени правилни временски интервали, кои се на најмногу 3 сати, а неретко се и на 2 часа. Значи, вакво едно бебе ќе има 12 оброци во текот на денот, и ако заспало, ќе го разбудиме дури и од најдлабокиот сон, за да му го дадеме оброкот ако е време за оброк, бидејќи за разлика од терминските бебиња, кои ќе се расплачат и ќе бараат да бидат нахранети, ова бебе може да ни го прескокне оброкот, а тоа не е во... А се случува ли да се успани, па да не можат да го испијат млекото кое што ќе им се понуди? Како да се разбуди бебето во такви моменти? Се буди, едноставно се буди. Упорност на родителите. Упорност, нежно може да се притиска со стопалцето, да се... Друго, овие бебиња не трпат, да кажам, галење, многу и масажи. Тоа подоцна. Тоа подоцна, кога ќе бидат малку поголеми, кога ќе дојдат до својата терминска старост. Она што сакам да го кажам и што е битно, што мислам дека делува прилично фрустрирачки на родителите, е споредбата на овие бебиња со нивните термински врсници. Тоа е нешто што не треба да го прават, затоа што
ќе се чувствуваат многу лошо, фрустрирано. Нивното бебенце, вие да кажеме имате едно 8-месечно бебе, кое веќе има одредени моторички вештини, кое е терминско, и имате 8-месечно бебе, кое е породено пред време 8 недели. Тука секогаш ја сметаме онаа коригирана возраст. Значи, ако тоа бебе е породено 8 недели, се работи за всушност 6-месечно бебе и од него ќе очекуваме такви моторни вештини какви што сме очекувале од терминско 6-месечно бебе. Тоа е тоа кое што треба да го знаат сите родители за да се малку поопуштени. А кога сосема ќе ги стигнат своите врсници? После колку време? Во растот и развојот? Некаде околу втората година. Така? После првата година, но обично околу втората година. Се очекува да ги стигнат во сите, доколку немале други проблеми, некакви медицински проблеми. Така. Имаме гледач на линија, да го слушнеме со прашањето. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, во програма сте. Повелете. Овде една баба. Така. Внуката ми е сега 5 години и предвремено е родена. Како бебе, кило и 400 се роди дори. Така. А сега е 5 годинки и многу слабо напредува некако. Спрема незината возраст, килажата е 14,5 кила. Така. Па сакам да прашам нешто, ако може во врска со тоа. Така. Каде да се обратиме или па во нешто? Ви благодарам што се вклучивте во програма. Да. Неретко, ако бебето било доста мало на раѓање, може да биде ситно. Тоа е прашање кое често го поставуваат родителите, дали бебето ќе ми биде ситно. Генерално не би требало, доколку има генетски потенцијал да биде крупно. Доколку родителите се поситни, и бебето може да биде ситно. Меѓутоа, дел од овие предвремено родени деца умеат да бидат поситни од врсниците. Јас би препорачала ова бебе да се јави кај ова дете да се јави кај својот матичен лекар, да се види, он ќе ги провери кривите на растење и доколку најде поголемо отстапување од кривите на растење, тогаш ќе го упати детето на преглед, консултативен преглед на одделот за ендокринологија при клиниката за детски болести. Кога веќе споменавме раст, развој, тежина кај деца, колку грама треба да напредуваат предвремено родените бебиња во првите месеци од животот? Дали е тоа исто како кај терминските бебиња или се очекуваат тука некои други параметри? Еве вака, да кажеме, едно терминско бебе напредува од 112 до 200 грама неделно. Практички тоа на месечно ниво му доаѓа некаде од 500 до 800 грама. Просечно околу 150 грама. Што би значело да кажеме негде као околу 20 грама на ден. Предтерминско бебе, особено малите бебиња, напредуваат 5 грама дневно. Значи ќе имаат побавен прираст, тежински, рачунајте дека тоа ќе биде 35 до 50 грама неделно. Така. И така ќе биде се додека не ја достигнат својата терминска, својата коригирана возраст. Терминот во кој што требале да бидат родени и особено може да биде пролонгирано напредувањето ако имаат и друг медицински проблем како што е инфекција. Така, ќе преминеме на медицинските здравствените проблеми кај предвремено родените бебиња по прашањето на гледачот кој што чека на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ме слушате? Да, секако ве слушаме. Повелете. Сакам да ја прашам докторката, јас сум стара, виште 72 години, ама сум 7 месече. Кило и 400 грама. Имам проблем малена, со ногите ме болат и уште ме болат. Дали тоа е што сум предвремено родена, ситна бе, па сега сум 83 кила. Така. Мислам, моите родители се пуни дебели. Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Така, здравствени проблеми долготрени, односно кои што цел живот ќе ги пратат овие деца. Па еве, гледачката сама одговори на прашањето претходно, дека доколку има генетски потенцијал бебето да биде покрупно, ќе биде покрупно. Она е веќе во некои зрели години
и има килажа која нема никаква врска со она која имала на раѓање. Болките во нозете воопшто не мора не се поврзани со прематуритетот. Може да има некои други проблеми од прематуритетот, тоа се тие некои хронични. Така, кои се тие најчести здравствени проблеми кои што се јавуваат кај предвремено родените? Па еве вака отприлика што се карактеристики физиолошки на едно недоносено дете, тоа се најпрви незрели бели дробови. Тоа се надминува и ние одамна во Македонија имаме препарати со кои што ја надминуваме незрелоста на белите дробови. Меѓутоа, доколку бебето треба да оди на механичка потпора за дишење, тогаш тие бебиња на аспиратор да биде ставено. Да. Тие бебиња се многу осетливи во однос на нивните бели дробови. Имаат една состојба која се нарекува бронхопулмонална дисплазија и која значи понатаму склоност на бебето да биде посклоно кон респираторни проблеми од типот на чести респираторни инфекции и евентуално да биде кандидат за обструктивна болест. Значи да има чести епизоди на обструктивни бронхити, па дури и астма. Тоа е една од првите. Втората, ја би рекла, се ретинопатијата на прематуритетот, која се решава исто така во нашава држава и тоа добри 10 години наназад. Се прави скрининг кај овие бебиња, затоа што знаеме дека се склони да направат ретинопатија, што народски се нарекува инкубаторско слепило. Дали тоа од кислородот кој што се пушта во инкубаторот? Знаете како, кислородот е еден од факторите кој е обвинет, меѓутоа не е само кислородот, има и генетска склоност, има мултифакторијална е кондицијата. Дури да кажеме имаме многу мали бебиња кои не ја добиле, а биле или добиле многу понизок степен на ретинопатија, сме имале и многу големи, близу термински бебиња кои што имале минимална кислородна поддршка, а ја добиле. Значи влијаат повеќе фактори на развојот на ретинопатијата, она во народот е позната како инкубаторско слепило. Кај децата кај кои што ќе се најде проблем, се дава лек интраокуларно, каде што нема да се разреши, се прави лазерска интервенција. Тие деца ќе треба да го контролираат видот и последната група е практички и има и да кажеме известни проблеми кои бараат кардиолошко следење. Тоа се дефект на меѓукоморскиот септум на срцето, на предкоморскиот септум и има уште нешто што се вика отворен артеријален дуктус. Упростено кажано, тоа се дупчиња, фетални комуникации помеѓу двете страни на срцето кои не се затвориле. Тој бараат следење од кардиолог. Обично затвараат сами, а ако не се затворат, ќе треба една мала интервенција, се затвараат со чадорчиња и тоа се разрешува. Најтешкиот сепак е најтешки проблеми може да се јават во невроразвојниот дел. Овие бебиња може, доколку имале крварење во мозочето, може да имаат невролошки проблеми и може да имаат проблеми во развојот, може малку побавно да се развиваат од своите врсници. Ајде да го слушаме прашањето и на следниот гледач кој што чека на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Вака, јас сум мајка на 2 предвремено родени близначиња. Така. Имаат 5,5 месеци. Едното се роди 1,430 кг, а другото 1,160 кг. Сега имаат они веќе околу 5,800 тежина. Мислам дека окей сега за сега, окей тераме. Уште на старт они беа не беа на апарати, значи сами си дишеа, чисто само ги следеа и чекаа тежина да накачат. Сите резултати, значи ехо на мозоче, поминавме ортопеди, педиатри, све што требаше раст и развој и сега за сега значи се е окей. На што понатака ние треба да внимаваме? Вака се е окей, меѓутоа сепак како мајка сум исплашена и сакам да знам што би можело уште нешто да би превземале или некои други испитувања да ни посочи докторката кој што би можеле да ги направиме. Одлично прашање, ви благодарам што се вклучивте во програма. Прашањето е одлично и децата се одлични со оглед на тоа како слушнав дека напредувале за 5 месеци и килажата која ја постигнале одлична.
Тоа што мене ме охрабрува е што сите досегашни контроли кај сите тие интердисциплинарни стручњаци кај кои се испратени бебињата се добри. Тоа значи дека имаме солидна основа да се надеваме дека и понатаму ќе се развиваат добро. Она на кое што би сакала да ја предупредам мајката се респираторните инфекции. Наидува зима, веќе сме длабоко навлезени во есента, а следува и зима кога се чести инфекциите на респираторниот тракт, на дишните органи. Значи, најпрвен грипот, кој што на сите ни е нели познат, меѓутоа она што им е помалку познато на овие родители е дека вирусот на обична настинка, кој што кај нас возрастните, ќе предизвика само течење на нос и кивање од неколку дена, за овие деца може да биде прилично, да предизвика прилично сериозна болест. Значи, она на кое што би апелирала е да ги ограничат посетите во нивниот дом, кога ги шетаат децата, а секако дека ќе препорачам шетање нели секојдневно. Тоа би требало да е негде као ова време, кога е пладне, кога е најтопло и кога не е ветровито или загадено. Па дури и да врне, не е проблем. Бебето, ако го заштитите, можете да го изнесете надвор, меѓутоа никако во простори каде што има многу луѓе. Значи не во ресторани. Можеме да видиме често мајки со колички, мали бебиња во молови. Тоа им се главните прошетки по продавници. Ја тоа сакам да го разберам, затоа што и кај мајките настанува една презаситеност од тоа седење дома и на нив им е потребен некаков простор за себе. По некој пат се наоѓаат во ситуација да немаат кому да го остават бебето, меѓутоа апсолутно кај мене е големо не за вакво шетање на бебето. Подобро е мајката да почека да има некој кај кого ќе го остави бебето, па да замине сама во прошетка низ шопинг мол. Шопинг молот има вентилација заедничка, во него има голема фреквенција од луѓе, има дури и странци, на чија што флора и ние возрастните не сме навикнати, а камоли бебе. Така. Ресторани, молови, големи киносали, концертни сали не се места каде што треба да се изнесуваат бебиња на прошетка. И сосема на крај, еве, според едно истражување, кое што беше објавено во медицинското списание Лансет, здравствените проблеми кај предтерминските бебиња се главната причина за смрт кај деца помали од 5 години. И всушност ова е прв пат раѓањето пред термин да се најде пред болести како пневмонија, диареја и други здравствени нарушувања. Зошто е тоа се уште така? Зошто не може да се надминат овие проблеми? Како се случи овој проблем да избие на прво место за смртност кај деца помали од 5 години? Сега ќе ви кажам, избил на прво место поради зголемувањето на преживување на овие бебиња. Овие бебиња пред некои си 20 на 30 на години беа осудени практички на... Не им беше пружана никаква нега, едноставно беа оставени да умрат, беа прогласени за безнадежни. Сега имаме големи напори да ги преживееме овие бебиња секаде во светот, па и кај нас, и таа граница стално се поместува. За жал, оваа група, особено групата на екстремно незрели бебиња кои се родени по 28-та недела на бременоста, се бебиња кои имаат коморбидитет, имаат, да кажам, она што е покрај незрели разни системи, незрели бели дробови, имаат незрел бубрег. Сите тие се надминливи работи. Бубрегот после неколку дена ќе созрее да ја обавува својата функција. Црниот дроб ќе созрее да ја обавува својата функција. Мозочето ќе созрее, ќе видите дека сите тие движења на бебето полека стануваат по... Така. Она што не созрева лесно е имуносниот систем и они се многу подложни на инфекции. Така, и затоа е потребно да прават овие деца чести педиатриски прегледи. Така, еден совет до родителите. И заштита од контакти со луѓе во овој период посебно. Доктор Којич, ви благодарам што бевте денеска дел од Нулен Плюс. Се надевам дека повторно ќе бидете наша гостинка кога ќе отвориме некоја друга тема од областа на педиатријата. Ви благодарам и јас на вас. Тука го закружуваме денешното издание на магазинот за родителство Нулен Плюс. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.